Неизвестна судбината на специјалното јавно обвинителство, кое се уште е камен на сопнување помеѓу власта и опозицијата во преговорите за законот за јавно обвинителство. Не се знае дали е возможен било каков договор со оглед на цврстите ставови од кои не отстапуваат двете страни. Оптимизам има само кај првиот човек на СЈ, обвинителката Катица Јанева, која по последната средба помеѓу преговарачките групи вели дека сепак има поместување на црвените линии меѓу партиите, барем околу главните точки за работата на ова обвинителство. Главните точки во тоа што ќе работи специјалното јавно обвинителство, мислам дека разликите се надминати во однос на предметите кои ќе бидат предмет на работа во специјалното јавно обвинителство или во редовното обвинителство. Во тој дел ќе почекаме да видиме како ќе биде конечното решение. А што ќе го кажат и како што ќе се согласат партиите, верувам дека ќе биде поволно. Нејзиниот оптимизам не го дели министерката за правда Десковска, која по новата рунда обиди за договор, подлече и не е прифатливо внесување на одредба во законот, што ќе значи скриена амнестија. Она што не може да биде прифатено во ниеден случај од Министерството за правда е внесување на одредби кои што ќе значат скриена амнестија за одредени сторители на кривични дела. Работните групи на власта и опозицијата досега одржаа неколку средби за законот за јавно обвинителство. Главните разлики се едни од статус и функционирање на СЈ, судбината на веќе започнатите постапки. Односно, за двете страни клучен е членот 105 од законот, што го регулира продолжувањето на предметите и судбината на доказите од прислушкуваните разговори. Ние стоиме на располагање со целокупниот наш капацитет, само многу важно е делот на владењето на правото, почитување на демократските принципи и основните човекови права. За усвојување на законот за јавно обвинителство неопходно е двотретинско мнозинство и тој е еден од условите за добивање датум за отварање на преговори со Европската унија. Нов обид за приближување на ставовите ќе има в петок.